Дозволете ми ова мое обраќање да го изградам врз основа на серија одговори на прашањата во темата на оваа конференција Македонски перспективи како до Европа. Сепак, пред да одговорам на оваа прашање, откако нашите пријатели во Брисел не доделија датум кога ќе отпочнеме да ги изодуваме поглавје по поглавје последните чекори до нашето полноправно членство во Европската Унија, да ве повикам да се подсетиме зошто избравме наша стратешка цел да биде членството во Европската Унија. Во наредниот период, секогаш, повторно и повторно, да се подсетуваме. Избравме да промовираме мир, стабилност, сигурност за нашите граѓани, како што избраа сите европјани од Унијата. Избравме слобода и правда за сите наши граѓани без исклучок. Тоа е европска вредност. Како и сите европјани и граѓаните на Република Македонија избраа одржлив развој и економски раст во една заедничка, пазарна економија на Европската Унија, која обезбедува работни места, социјален прогрес и здрава и заштитена животна средина. Избравме наша стратешка цел да биде борба против дискриминацијата и социјалната инклузија на сите граѓани. Никој да не биде запоставен. Избравме, заедно со нашите пријатели и партнери, земјите членки на Унијата, да бидеме дел од технолошки напредна заедница, во која сите членови на Европската Унија се обединети врз принципот на еднаквост и солидарност. Унија на максимална почит и на афирмација на културните и лингвистичките различности, како заедничко европско културно наследство. Во наредниот период, секогаш, повторно и повторно да се подсетуваме. Избравме да почитуваме вредности и да бидеме интегрален дел од европскиот вредносен систем. Достоинството на секој човек е ултимативно и непорекливо. Европски е да го почитуваме, да го заштитуваме и да биде во суштина, во темелите на сите човекови права. Избравме да бидеме граѓани на Европската Унија без национални граници и слободно да го избереме местото каде ќе живееме, каде ќе работиме. Избравме заедница која максимално ги штити и почитува приватноста и индивидуалните слободи за избор на верска припадност, на слобода на изразување, гарантирани со Европската повелба за заштита на основните човекови права. Избравме демократија, еднаквост, владење на правото. Почитувани, избравме вредности што цели 11 години не беа дел од нашето општество и заради тоа не оддалечи од нашата стратешка цел, Европската Унија. Но, затоа денеска, кога треба да одговориме на прашањето македонските перспективи, како до Европа, можеме да кажеме, знаеме како. За една година на Европската комисија, на лидерите на Европската Унија и на земјите членки, им дадовме доволно аргументи. Затоа минатиот петок, председателот на Европскиот совет, почитуваниот Доналд Туск, не пречека и ни рече: добре дојдовте во Брисел. Ова беше добра недела за Република Македонија и за Западен Балкан. Советот на министри донесе одлука да биде поставен патот за отварање на преговорите со Европската Унија за јуни 2019 година за Република Македонија и за Република Албанија. Затварам цитат. Истиот ден Европскиот совет и сите лидери на земјите членки без ниту една забелешка ја прифатија оваа одлука. Првиот од серијата одговори на прашањето како до Европа. Ево аргументите за надминатата политичка криза и за значаен прогрес во имплементација на итните реформски приоритети. Европскиот совет го констатираше тоа. Дополнително, Советот констатираше дека новата влада од мај 2017 година во тежок политички контекст го подобрила политичкиот диалог, ја зајакнала демократијата и владењето на правото, покажала искрена желба за инклузивни и транспарентни реформи и ги подобрила односите со соседите. Пакетот одговори на прашањето како до Европа. Не може да не го содржи исполнувањето на основното европско право на секој граѓанин за слободни и демократски избори. Европскиот совет запиша: подобрени
подобрени се условите за одржување на избори. Одржани се кредибилни парламентарни и локални избори. Вратена е довербата на граѓаните. Европската Унија ќе останеше се уште далечна дестинација ако нашите партнери и пријатели не препознаа напредок во независноста на судството, работата на судовите и на специјалното јавно обвинителство. Европскиот совет вели, има подобрување во судството. Мора да има правна одговорност за злоупотребите кои произлегуваат од прислушуваните материјали од 2015. Мора да има одговорност за нападот врз парламентот од 27 април 2017. Во овој дел оставена ни е сериозна домашна задача. Храбро и одлучно да продолжиме со имплементацијата на стратегијата за судските реформи. Европскиот совет сака да види дополнителни, конкретни резултати за независноста на правосудството. Пред нас е период што ни е даден за да ги испорачаме овие очекувања. И ќе бидат испорачени. Премногу е важно. Европската иднина на земјата е во прашање и секој што мисли дека има поинаков одговор на прашањето како до Европа, се лаже себе си, но многу поважно е дека ја лаже македонската јавност. Нема друг одговор ниту за неопходните дополнителни реформи за владење на правото, за борбата против корупцијата и организираниот криминал и за реформите во јавната администрација. Ефективната имплементација на предвидените реформи е единствениот одговор. Нема друга алтернатива. Нема друга алтернатива и одговор на прашањето како до Европа, кога станува збор за улогата и вклучувањето на граѓанското општество во демократската трансформација на нашата земја. На листата на штиклирани точки за Република Македонија, Европскиот совет заклучи дека меѓуетничките односи во земјата се значително подобрени и дека надворешната политика е во склад со таа на Европската Унија. Нашите пријатели од Европскиот совет го поздравија договорот со Бугарија како наш придонес за добрососедските односи како еден од предусловите на европските интеграции. Особено е истакнат и подржан договорот со Грција, кој што го затвара долготрајното билатерално прашање. Целиот демократски свет прифати и одаде признание дека начинот на кој беше постигнат договорот е целосно во согласност со најдобрите европски традиции за решавање дури и на најсложени прашања. Тоа беше веројатно и пресудниот момент Европскиот совет да ја прифати одлуката за датум за преговори како одговор за целиот постигнат напредок кој воедно е и одговор на прашањето како до Европа. Почитувани учесници на конференцијата Македонски перспективи како до Европа. Со влегувањето на нашата земја во последната фаза од процесот на членство во Европската Унија продолжува и испораката на конкретни резултати во реформите, и тоа во итните реформски приоритети во правосудството, во реформите на администрацијата, во борбата против корупцијата, како и целосна имплементација на договорот со Грција. Но, одговорот на прашањето како до Европа има и едно друго, многу важно дополнување. Испораката на резултатите не завршува со членството во Европската Унија. Со членството во Европската Унија ќе отпочне ново, континуирано испорачување на услови и на резултати, што на нашите граѓани ќе им овозможи конечно да ги живеат европските вредности во општество кое е на прагот да ги обезбеди токму тие стандарди. Сега се тоа наши реални, остварливи перспективи. Оваа генерација политичари и граѓани имаат одговори за нив. Нека ни е со среќа.